Добро утро, ја следите утринската програма на Телма. Македонија се соочува со длабока демографска катастрофа, но секој нов податок што ќе биде објавен од Државниот завод за статистика делува се позастрашувачки. На оваа тема утрово со Дијана Крстевска од Државниот завод за статистика, раководител на оделението за статистика население. Добро утро, добро дојавте во студиото. Добро утро, благодарам на поканата, поздрав до гледачите на Телма. Иако би можел да кажем дека алармот во однос на оваа тема е одамна вклучен, последната статистика што ја објавивте пред неколку дена во однос на бројот на новородени деца во 2023 повторно на некој начин го алармира општеството, односно не соочува со страшната вистина дека во еден догледен период од десетина години Македонија може да остане земја без народ. Да нема ученици во училиштата, пациенти во амбулантите, лекари да ги лекуваат, работници по Така е, Горан, значи, слободно можам да кажам дека 2 и повеќе децении како резултат на севкупните општествено-економски состојби и промени што се случуваат во државата, тие имаат директно влијание и на демографската состојба. И во Државниот завод за статистика се во доменот на статистиката на населението имаме бројни показатели кои што укажуваат на тие неповолни тенденции, кои што секако имаат сериозни импликации и на општеството и на економските текови во целина, посебно на идниот економски развој на земјата. Бројките секогаш зборуваат одредена вистина. Знаете, треба да знаете да ги читате, да ги толкувате и врз основа на тоа да се превземаат соодветни мерки. Што ни покажуваат последните податоци? Дека последниот податок е за наталитетот, значи бројот на живородените ни се намалува, бројот на умрените се зголемува. Меѓутоа и како резултат на тоа природниот прираст, кој што е еден од основните индикатори демографски, веќе 5 години е наназад, е негативен. 2019-2024. Претходно имавме 25 години имавме намален тренд на позитивниот природен прираст. Значи бројката се намалуваше, што значи затоа и беше препознаена во државата. Дека во одреден период ќе се случи и тој негативен, кој што беше најголем нормално сега. Тоа е екстремен случај за време на короната, кога имавме дури 9000. Дозволете ми само за гледачите кои можеби не ги слушнале бројките, минатата година, значи 2023 во Македонија се родиле 16737 бебиња. Не, 23-та се родени 16000, да. Минатата 23-та. Да, извинете. Што е за околу 7000 деца помалку во споредба со бројот на новороденчиња во 2014-та. Да, така е. 23.596 или во процент 30%. Да. За нецели 10 години, 30% намален бројот на новородени дечиња. И таа 2023 е најкритична, односно падот тука е најголем, најевидентен. Сега, ако одиме по општини или по региони, по градови, најголем дел од новороденчињата се родени во Скопје, каде лани се родиле 5665 деца. Најмногу се родиле во скопската општина Чаир, 888, пошто следува Аеродром со 666 деца, Гази Баба со 663. Да, трендовите рековме се неповолни, меѓутоа причината за тоа е во намалувањето на бројот на населението. Населението е многу динамична категорија и на него влијаат наталитетот и морталитетот, меѓутоа и ова механичкото движење. Сега, ако со пописот 2021 ние констатиравме дека сме околу 280.000 помалце, така, тоа силно влие и во составот и структурата на населението. Се повеќе ни се зголемува учеството на старото население и демографските показатели секогаш даваат најдобра слика ако на подолг временски период ги разгледуваме, на 10 години. Значи во 2013 година и 2023 учеството на старото население од 11% се зголемило на 17%. Меѓутоа немаме соодветно учество зголемување кај младото население, а тоа е репродуктивната база. Тоа е населението кое што, нели, пак од друга страна е најмногу се иселува и како резултат на тоа ја имаме оваа состојба. Добро, дали на бројките се, како што рековте, кажуваат многу, меѓутоа ако се обиде да се најде објаснување за таквата состојба или да се коментира на некој начин, зошто цените дека тој пат е најдраматичен во минатата година? На што се должи тоа најголемо намалување или само е моментален тренд? Во однос на наталитетот или живородените деца имаме и таков моментален тренд. Значи, во периодот, да речем, 2008, 10
Имаме одредено зголемување, меѓутоа тоа е од краткотраен ефект. Што во 2023, која ќе споредите 10 или со наредната година, со претходната година, тоа е 7,4. Исто така морам да споменам дека се повеќе се одлучуваат женски да се раѓаат деца на постара возраст. Последното соопштение толку староста на родилките, генерацијската година која што има најголемо учество во овие 16.737 е 1994. Тоа се значи жени на возраст од 30 години. Така, просечната возраст на жените кои што раѓаат прво дете, таа е веќе 10-15 години во тренд на зголемување. Сега е 28,1. Најголемо учество имаат првото дете, што значи меѓутоа статистиката покажува дека има намалување и на бројката на второродени деца во семејствата. Да, и на третородените исто. И преполовување на бројката на третородени деца. Да, значи учеството помалку склучени бракови. Помалку склучени бракови, ама кога ви се намалува населението во кое што врз основа на нивното иселување на оние кои што треба да го носат идниот развој во земјата, нормално е дека не може да очекувате ако популацијата стари, дека таа стара популација ќе има влијание. Ајде со ред ќе зборуваме и за населението и структурата на население и иселувањето, меѓутоа повторно малку околу наталитетот. Добро. Стапката на фертилитет е 1,3? 1,6. 1,6. Меѓутоа тоа е недоволно ниту за проста репродукција, нели? Треба да биде најмалку 2. Значи, да објасниме, тоталната стапка на фертилитет го покажува просечниот број на деца кои што ќе го роди една жена во фертилниот период од 15 до 49 години, кои што секоја година врз основа на овие влезни компоненти за живородените деца се пресметува. Така. Во статистиката стандардот е дека 2,1 живородено дете на жена на возраст од 15 до 49 е доволно за проста репродукција. Меѓутоа ние одамна, значи не е тоа сега во минатата година или 20 години насед, вредноста на тоталната стапка на фертилитет е таа 1,5, 1,4, 1,6, што значи одамна бројот на живородени деца на жена е 1 до 2. Имаме точно во текот и 8 дете имаме во 2023 регистрирани 11 случаи и 9 меѓутоа во просекот е дека жените се повеќе се одлучуваат во фертилниот период на 1, односно многу помалку 2 деца и затоа е таа бројка. Потоа рековте една родилка родила во 2023 8? Не, 8 поред учеството на децата кои што се 8 поред, значи имаат 8 деца, да. Се 11 такви случаи имаме. Значи, едно од прашањата е колку живородени деца имате до сега, нели? Освен живороденото во тековната година која што се обработува, и такви имаме 11 случаи. Меѓутоа, најголемо учество е првороденото, значи 44% од тоа. После исто така во однос наталитетот. Сега за да прашам и по региони. Како оди бројката спомнавме градот и општините во Скопје, меѓутоа ако ја гледаме Македонија како регион, важи една територијална несоодветна распределеност на тие една теза дека источниот дел е поопустошен и дека во источниот дел на Македонија се раѓаат помалку деца. Дали е тоа така и сега? Бројките велат дека да, постои голема територијална несоодветна распределеност на тој податок и сега. Зошто е тоа така? Ако вкупното население 33% живее во Скопје, така останатите делови имаат многу помало учество во тој тотал на живородени деца. Бројките што ни покажуваат? Јас се уште ќе кажам дека природниот прирост е тој кој што најдобро осликува сликата. Затоа што вие може да имате во одредена општина зголемено раѓање, ама кога имате поголем морталитет, тогаш тој ќе се анулира. Последниот податок за првото тромесечие од 2024 за претходни податоци, каде што ги прибираме податоците само колку се родени, колку за да се следи тој тренд, покажува дека од 80 општини во Македонија само во 17 имате позитивен природен прирост, што значи во сите други 63 има негативно. Да, тоа значи имате повеќе умирања отколку раѓање. Што значи таа територијална нераспространеност го дава овој. Која општина е на пример рекордер по бројот на деца од тие 17? Дали знаете? Можеби да наброите неколку? Да. Имаме во тоа се
Костивар, Тетово, меѓутоа исто така имаме во Скопските 10 општини, каде што учеството тоа е аеродром, да, каде што велат дека нели млада населба и каде што имаме големо учество на младо население во тие општини. А каде е најмалку родени, каде има? Во оние 63 кои се на дното? Па тоа се оние мали општини каде што имат и мал број. Со години не се раѓаат живи деца. Па да речеме Зрновци, ние имаме релативно многу мали општини, да речем, па така да тоа е изразито повеќе. Видите дека податокот дека и не се раѓаат или релативно до 9 деца ќе се родат. Рековте дека стапката на фертилитет е 1,3 до 1,6 се движи наназад 20 години. Е таква каква што е. Што се случи тогаш во 2019-та? Зошто таа коса на графиконот со смртноста ја надмина оваа коса на раѓање? Да, 2019. Бидејќи тогаш практично почнува природниот негативен прираст, односно повеќе умирање отколку раѓање. Па да, Остаре нацијата или ковидот? Па да, и ковидот имаше свое најголемо влијание и затоа велам дека тогаш е регистриран и најголемиот негативен природен прираст од минус 9800. Значи, меѓутоа тоа е екстрем. Она што е како да кажам, карактеристично да се спомене дека трендот на намалувањето на природниот прираст е веќе одамна, како што кажав, 2 и повеќе децении. Тоа е и позитивен, ама тоа бројката се намалува. Значи салдото помеѓу родините е се, ама веќе 5 години. Затоа прашањето беше зошто од 2019 пак имаме повеќе умирања? Зошто во 2018 на пример сепак имало повеќе раѓања и покрај таа стапка на фертилитет што била недоволна? Морам да кажам дека во 2021 со спроведувањето на пописот на населението и утврдувањето на правата состојба на населението, затоа што во пописниот период од 2002 кога имавме последниот попис и сега, тоа е релативно голем период кога бројката на населението и учеството, да речем, на младото население во него да пресметувате беше за 20 години, па можам точно да кажем, и недобра, стандардната грешка статистичка беше многу поголема кога го пресметувавме населението. И во тоа население учеството е 19.000 негативен природен прираст, прво, заради одредени здравствени состојби, кои што беа, нели, короната и така натаму, а потоа и јас сепак морам да кажам дека во наталитетот и морталитетот како природно движење на населението има осцилации, меѓутоа најголемото влијание го имаат одливот иселувањето, структурата на населението. Да, така и структура. Добро, дур стасаме до иселувањето уште малку околу ова. Македонија демографски стара е и тоа е така наназад со години. Како се пресметува староста и која е просечната старост на Македонија, ако може да се одреди демографски? Да. Значи ние исто така врз основа на овие влезни компоненти наталитет и морталитет ја пресметуваме и просечната возраст. Да речеме од 94-та, ако таа била 32, сега во последната 2023 е 40,8. Што значи учеството на старото население влијае на тој просек. 40? Да, 40,8 и за мажи и за жени вкупно. Така. Просечната возраст. Значи се повеќе се тоа одразува на и укажува. Фактички ние сме веќе повеќе од 40 години чинам во состојба на демографска зрелост. Па сега веќе во последните десетина демографска старост. Кога податоците, значи влезните кои што се однесуваат на населението, значи старото население, еве за 10 години од 11 или 12 се зголемува на 17. Некои демографии ја оценуваат Македонија како 76 годишна старица. Па тоа е врз основа на параметрот за очекувано траење на животот. На животниот век. Да, за жените 76, за мажите 74. Да, така е. Тоа е исто податок кој што укажува дека меѓутоа дека старее населението. Меѓутоа погледнато во регионот тоа ништо не е подобро. Исто така од друга страна па подобрите здравствени услуги го продолжуваат очекуваниот, да речем, век на старото население. Имаше пред 10 години тогашната влада стратегија за трето дете, субвенции за трето дете. Дадоа ли тие мерки резултати? Во првите 2 години даде ефект, потоа не. Меѓутоа сметам дека беше резултатот за второ, за трето дете и мислам дека беше во неравноправна положба се ставија жените, така? Бенефит за едните, а оние кои што раѓаат, нели, прво, второ и така натаму,
Тоа беа на краткорочен период, за 5 години, за 8 до 10 години, додека почне детето во школа и така натаму. Така беа програмирани до 8 години одредена парична помош, па која ќе се роди во првите 3 години и така натаму. Меѓутоа ви кажам, ефектот беше во првите 2 години, потоа не. Не дека не е препознаета потребата од овие негативни демографски трендови. Јас Државниот завод за статистика учествувал во сите 3 претходни. Меѓутоа вие не можете да влијаете ако на желбата за раѓањето. Раѓањето е една работа, тоа е природен процес, нели? Меѓутоа, значи треба севкупните услови во државата да се подобрат, така? Значи тоа дете треба да оди во градинка, па треба да оди во школа, па треба да му се обезбедат средства, вели, ако е еве сега можам да споменам еден пример кога беше короната, нели? Децата учеа онлайн, така? Ако имате едно повеќе детно семејство од 3 деца или 4, на секој можете не постои економска сила така да може родителот да му возможи 3 или 4 компјутери дома за да може да ја следат. Значи се бараат услови, затоа и се одлучуваат на помалброј на деца. Добро, имаме неколку стратегии за демографски стратегии. Што предвидуваат ги реализираме? Воопшто се во некаква примена и зошто се резултатите такви никакви? Се детектираат. Меѓутоа фали фазата на мониторинг. Фали фазата на мониторинг и евалуација. Значи што од предвидените мерки дало резултат? Последната, значи за до 2044 година е усвоена во декември минатата година и таму се детектираат. Меѓутоа исто така многу е важно и да се мониторираат. Што ќе даде резултатот таа? Добро, кои се мерките што ги предвидува последната стратегија од декември лани? Да, дека треба да продолжат, да речам, субвенционирањата на подолг рок за 1, 2 или 3 деца, подобрување на севкупните услови за живење. Значи, пристап до школа, превоз до школа, така, тоа е родителот што ќе го натера дали да има 1, 2 или 3 деца. Ако му се тие обезбедени условите, тоа можно е. Ве прашуваат вас како демографи, креаторите на политиките, какви мерки да преземат? Тоа се мерки кои што значи заводот само произведува податоци. Далеко тоа, ние сме институција која учествувале во овие, меѓутоа мерките ги превзема државата. Значи ресорно министерство до сега. Да, секако. Добро, старењето на населението не е само наш ексклузивитет. Тоа се случува насекаде во светот, особено е критично на Балканот и во други некои југоисточни земји, например Италија, Португалија се соочуваат со сериозни демографски кризи, речиси како и ние, и сега се поставува прашањето ако една силна Италија, една од најмоćните земји во Европа и по население, и по економија, и по се, има таков проблем и со години не може да го реши. Што можеме ние како Македонија да направиме? Многу побогати и многу поголеми земји од Македонија, да не забравиме дека сме 1.800.000 жители, се соочуваат со овој проблем. И не можете да имате мерки, и да имате стратегии, не можете тоа да го очекувате во година 2. Значи треба еден подолг период тие мерки да се и вториот момент кој што силно влијае, јас неколку пати наведов, тоа е одливот на населението и не можете да го спречите. Секој сака еден подобар живот, едни подобри услови, иако порано се иселува заради економскиот фактор, значи подобра работа и подобра плата, сега тоа се не економски причини. Сакаат младите да живеат во поинакви услови, во средени држави, во можност добра инфраструктура, добро здравство, добро образование, што за жал кај нас мислам дека не е така. Добро, ете, иселувањето, таа структура на населението и најголемиот проблем на Македонија, одливот, односно екзодусот на населението. Зошто Државниот завод за статистика нема точна бројка на иселени луѓе и секогаш се манипулира со таа бројка од до, па проценуваме колку се иселиле од осамостојувањето до сега, според некои анализи на Светска банка, до 700.000 луѓе. 500.000 е на Светска банка и тоа се базира на различна методологија. Меѓутоа и нашиот попис проведен и потоа проценките на населението кои што се направени исто така укажуваат дека населението не е тука. Колку се заминале во 2023? Во 2023 видите, морам да напоменам дека податоците кои што ги даваме за надворешните миграции се навистина underestimated, што викаат, подценети. Меѓутоа тоа не е секаде, не е само Македонија случај, секаде
Зошто? Затоа што луѓето кои што иселуваат и покрај постоењето на позитивната законска регулатива да го одјават својот престој во државата, не го одјавуваат, не го прават тоа. Постојат интегрирано гранично работење и така натаму каде што ние можеме да го следиме дека лицето се иселило и се, меѓутоа не постои механизам дека тоа лице трајно се иселило. Да трајно се иселило треба да се декларира дека си отишло, меѓутоа заради одредени бенефиции доколку не се снајде во дестинацијата кај што други механизми како да се провери дали некој живее тука или привремено, секако, да. Затоа и го кажав, тоа е интегрирано гранично работење и така натаму, меѓутоа ние податоците ги добиваме од Министерството за внатрешни работи, за миграциите и реков, тие се подценети, значи на годишно ниво ние велиме дека се иселуваат околу 2000-3000, значи за последните 2070 не ме држите за збор, меѓутоа тоа не е бројката која што покажува. Најдобро покажа врз основа на спроведениот попис враќањето на временската серија. Значи, ако сме констатирали дека во Македонија има 1,8 и направивме враќање на проценката на населението с 20 години насамнас откако го беше спроведен последниот попис 2002. И се ето го населението, одма се покажа дека немаме 280.000 луѓе. И тоа значи на годишно ниво, ако ги следиме и останатите, зашто сега врз основа нели Државниот завод за статистика од семејството на Евростат, имаме можности за така наречена мирор статистика или врз основа на податоците кои што се доставуваат во Евростат, земите, нели, кои што го декларирале дека во, да речем, кај нив се доселиле од Македонија, па тие бројки исто така може да се земат во предвид колкав е тој број на иселување на годишно ниво. Меѓутоа тука има уште еден момент. Кај нас луѓето се иселуваат, меѓутоа имаат и бугарски пасош. И тој како со бугарски пасош, кога ќе сеисели во Луксембург, Германија, ќе влезе нели како бугарски државјанин, а не како државјанин од Република Македонија. Добро, за разлика од пописот во 2002 година, кога биле избројани 147 празни населени места, испразнети, за 20 години на последниот попис бројката е зголемена на 205. Да, 147-205. Меѓутоа, уште еден момент во однос на бројната состојба и учеството се поголемо на старото население и тоа дека демографски старееме, имате и 70 населени места со 1 до 20 жители на возраст повеќе од 50 години. Да, значи, или тотално да. 218 населени места со помалку од 10 жители. 10 жители, така е. Тоа е дел од стратегијата која што е донесена во елаборацијата е од стратегијата последна која е донесена за демографскиот развој и таа територијална нераспределеност фактички можеби надворешните миграции како бројка не ја кажуваат доволно вистината, меѓутоа внатрешните миграции веќе доволно зборуваат. Вие 33% од населението ви е во Скопје. И затоа не случајно велат Скопје е пола Македонија. Меѓутоа и во Скопје се поголем број на основни училишта наместо 2 или 3 паралелки запишуваат една паралелка првооделенци. Така е. Средните училишта имаат се помалку деца. И во Скопје. И во Скопје е така е. А еве некои села можеби вие ги познавате, Јамуларци, Липовдол, Скандалци, Сушево, Топлик, Шопур, одамна нема деца родени нови. Тоа е на ниво на населено место и се запустени. Во Штипскиот регион, например, 14 пусти села. Да. Тоа е од пописот. Дел се заминале во странство, меѓутоа дел има и миграција во внатрешна, да, миграција во поголемите градови. Значи сите трагаат по подобри услови за живот. Зошто? Значи тие популациони политики и стратегии треба да бидат насочени кон тоа да му се одобрат подобри услови за живот на тоа население. Зошто би си отишол некој ако знае дека му е добро тука, нели? Меѓутоа не му е добро. Бидејќи спомнате неколку пати дека во Скопје живее 33% од вкупното население во Македонија, дали статистиката бележи тренд дека Скопје е само попатна станица до трајно иселување од земјава на тие луѓе кои внатрешно мигрирале претходно од помалите места во Македонија, или пак е крајна дестинација за младите семејства кои дошле од некаде од Македонија? Па трендот на намалувањето на бројот на населението се одразува и во Скопје. Да, тие внатрешно доаѓаат во Скопје, меѓутоа исто така претпоставувам име и одскочна граница по подобри услови за живот и од таму потоа во кон посакуваните дестинации, тоа се во Европската унија. Порано имаше региони од Македонија кои беа традиционално печалбарски или региони од Македонија од каде заминува најголемиот број млади. Сега
нема таква географска распределба, секаде се случува екзодус. Заминува кој може и Па најдобро ги покажуваат тоа бројките на ниво на држава, затоа што сите тие региони учествуваат во тоталната бројка на ниво на држава. Меѓутоа, како што споменав, на ниво на регион таа состојба демографска е уште покатастрофална, затоа што миграциите се многу поизразени, а учеството на тие млади на ниво на регион е помало. И кога ќе се одселат дали во Скопје или во поголемите градови, Штип, Битола и така натаму од помалите, тоа го прави најдраматично иселувањето во последните години, барем според статистиките што ја гледаме, е Жупа, Маврово, Ростуше, Ново село. Да, тоа загубиле речиси половина од населението, да. Така е, затоа што ако порано, значи ние велиме стално Македонија е печалбарска земја, значи након иселувањето и така натаму од 50-тите и 60-тите години. Меѓутоа, тогаш одел еден член од фамилијата и за подобра екзистенција и живот. Меѓутоа, сега заминуваат цели семејства, па дури ние сите во своето најблиско обкружување како роднини пријатели гледаме дури и втората генерација и своите родители ги носат доколку добро се снајдат во дестинацијата која што одбрале како место на живење. Кога станува збор за историски податоци, до кога има Државниот завод за статистика и историја? Наназад податоци за миграции, за иселување? Миграциите се водат од 1991 во смисла на овие надворешни миграции, а инаку вителните настани со самото основање на заводот, значи колку се родили, колку се умрели, така тука постојат одредени промени во методологиите, во територијалните организации што се одразува на тие податоци, меѓутоа имаме, од 47 можеме да кажеме. Во однос на бројот на ученици спомнавме за 5 години од 2017 до 2022 бројот на ученици во основни и средни училишта е намален за повеќе од 85.000 деца. Да. Што покажува тоа? За 10 години ќе има ли деца во училиштата во Македонија или ќе има повеќе наставници и професори? Па и веќе и сега во одредени населени места и општини имаме повеќе. Мислам дека беше карактеристичен случај за гимназијата во Македонски Брод, каде што имаше повеќе на таблото наставен кадар отколку завршените матуранти. Значи тоа е реалноста, тоа е состојбата, тоа е сликата. Дали нешто ќе се подобри, дали нешто ние сме тие кои што ги продуцираме бројките и ова е добар еден тренд имаше елаборирано од 2002 во 2023, значи по 2,2% се намалува бројот на учеството на првачињата. Значи сите бројки зборуваат дека тие се неповолни демографски трендови, што ќе се превземе и дали ќе дадат и каков резултат ќе дадат. Значи останува на државата, меѓутоа верувате нема држава без народ. Исто така морам да ги споменам напорите кои што ги направивме во Државниот завод за статистика по спроведувањето на пописот, враќањето на временската серија со цел да се утврди што поточна бројка на вкупното население, се направи и проекции на населението. Значи тоа се хипотези кои што се поставуваат врз основа на постоечките параметри на движењето на наталитетот и морталитетот и тоталната стапка на како ќе биде бројот на населението и таму имате 4 сценарија или варијанти. Значи населението е едно од црните варијанти, така да ја кажам, доколку не се зголеми фертилитетот, дека ние ќе изгубиме околу 597.000, што значи во 2070 би биле најцрното 1,1, па дури и помалку од 1 милион. Во 2070? Да, така е според некоја анализа на Обединетите нации, во 2100 година треба да ќе останеме 1,4 милиони. Меѓутоа ова делува пооптимистичка варијанта од она сценарија од 1,3, да. Значи тоа е најцрното? Да. 1,1 до 1,3, тие се тие 4 варијанти. Ја исклучуваме она која што е. Тоа е ако продолжат овие трендови, ако не се смени ништо. Тие проекции се прават на база на постоечките трендови. Што значи и во статистиката имате тој тренд или миг, затоа велите зошто се појавиле тогаш повеќе деца, па во наредните 2 години не. Значи тој тренд не може да оди до бесконечност. Мора да се појави нешто кое што ќе намали таа крива. Зошто? Го велам ова во земјите од источниот блок, така, или во нашето обкружување, Бугарија, Албанија, може би не толку, меѓутоа Хрватска, тоа е исто така сериозен екзодус. И во вкупниот број на населението одат, меѓутоа ќе се доколку во државата, значи се превземат устови за подобрување, за поттекнување на економската положба, тогаш може да се почувствува враќање на иселените или вклучување на диаспората,
значи мерки кои што ќе влијаат да тие се вратат, затоа што на крајот на криштата колку да звучи излитено, дома си е дома. Значи условите и бенефитите кои што ти ги дава државата, така, собствена, и тоа веќе се почувствува најмногу во балтичките држави, во Естонија, Летонија, каде што имавме заради високо образована младо население, со пристапувањето кон Европската Унија тие масовно се иселува, а сега веќе во последните почна да се враќа. Добро, апокалиптично делува можеби, меѓутоа ако во 2070-та би останале 1,1 милион, 2200-та година би си иселил последниот, односно би умрел последниот и би останале земја без народ. Така е некако? Кога е тоа? Ако продолжат ваквите трендови, ако нема нов циклус на подобрување. За до 2070 велиме еден коменет. Меѓутоа мора нешто да се превземе и се превзема. Значи, како да ви кажам, ете вие како човек кој се занимава со демографија целиот професионален век, задоволни сте од мерките што се превземат? Тоа не треба да се свати нешто како адакта. Значи секоја мерка треба, како што кажав, мониторинг и евалуација. Ако не дава, тогаш сменете го. Ако не дава, ако имаме недобра евиденција на надворешните миграции, затоа што за да знаете што ви треба да знаете што имате. Дајте да направиме тоа да функционира како што треба, па да видиме зошто тој се иселува. Дајте му едно е што сме ние несредена држава и што луѓето заминуваат во потрага по нормална држава, по нормални услови. Меѓутоа тој светски тренд загрижува. Рековте, каква е бројката на склучени бракови? И таа е во постојано опаѓање. Тука имаме поголема варијација. Старосната граница на родилките расте. Тоа е светски тренд. Светски. Да. Можеме нешто против тоа. Не можете да влијаете на младите луѓе дека родете 3 деца па ќе ги имате бенефициите. Значи, тоа се трендовите кои што мора да се следат. Значи, мониторингот и евалуацијата на бројките мора да и мерките за нив. Да, меѓутоа дилемата е ако од Македонија се заминуваат во потрага по нормални услови за живот, зошто се заминуваат луѓето од средените, условно кажано, средените држави? Па исто за денеска 21 век. Знаете, ако тоа е во однос, тоа е нашата перцепција дека во Италија е подобро, ама тој што живее во Италија смета дека ќе му биде подобро во Америка или ќе му биде подобро, не знам. Значи денеска со миграциите си го прават така, значи не можете да го сопрете или да одредите дека ако ги подобрите услови дека тоа директно ќе даде резултат или дека ако ги подобрите здравствените дека ќе има повеќе деца ќе регат. Нема право. Еве на пример италијанската десничарска влада има мерки намалување на ДДВ за пелени, преполовување или за детска храна, за бебешка храна. Што би можела нашата идна влада, бидејќи се најавува засилување на секторот за демографија, дури како да. Кои би биле мерките кои треба итно да се преземат за да запре оваа катастрофа? Или барем се намали суглаш? Да. Мислам треба да се започне со овие популистичките мерки, нели? Тоа е дека за првородено, втородедено не даде резултат, меѓутоа тргнатка треба да се почне. Второ, исто така не само него и за родилките, значи за мајките некои бенефици, дали породилното боледување, дали пензијата, дали надоместокот, така натаму ние значи продуцираме податоци за да им укажат дека треба нешто да се превземе во тој домена. Какви мерки ќе превземе државата? Да останеме да видиме. Јас сум оптимиста. Значи, ако и покрие ваквите бројки, значи ние не сме нешто исклучок во светот. Тоа е така, меѓутоа сепак треба да се свртиме кон себе. Кога ќе се свртите кон себе, така, кон населението кое што го имате, да најдете соодветен начин да нешто го запре тука да дојде или тој кој што си отишол во диаспората да се врати. Имате информација која европска земја најдобро стои кога станува збор за освен овие балтички каде што има тренд на враќање, има ли европска земја што не е во демографска криза, во негативен природен прираст? Јас сега ќе го споменам Луксембург е најбогат, па имате миграција и си одат. Ама од други причини. Значи таму не заради тоа што нема бенефиции социјални, ако има едно, прво, второ и трето дете, него не ќе да плаќа даноци високи во државата и си заминува, оди во Германија и така да каде има, не знам точно да ви кажам, се фокусираме на Македонија доволни. Мислам, чив пример треба да го следиме. Чив пример, па секоја земја индивидуално, тоа зависи од бројот, од структурата на населението и така. Јас ги земав затоа што Естонија е приближно иста по бројот на жители, Словенија, меѓутоа и Словенија исто се соочува со негативен природен прираст. Уште полошо од нашиот. Така да нема лекција која што може да ја научите или да препишете затоа него треба оценка на собствените услови, можности, што е тоа што ќе допре, за да тој тренд биде подобри.
Господја Крстевска, ви благодарам многу за гостувањето во Благодарам на Денска Баратон. поканата.